Почитувани гледачи, ова е светот денес на Тера. Еве што ќе гледате во најновото издание. Од утре започнува пријавувањето за отпишување на долговите. Нова метода на ортопедија, хируршки третман на рбетни деформитети. Богат музички викенд, Владко Стефановски и Бело дугме со концерти во Битола. Романија ја освои гран при наградата на интернационалниот фестивал Тралала. Од утре започнува да тече рокот за пријавување на граѓаните, потенцијални корисници на владината мерка за еднократен отпис на долговите. Од утре најсиромашните граѓани ќе можат да побараат отпис на долговите настанати до крајот на минатата година. Секој засегнат само со лична карта ќе треба да се пријави во најблискиот центар за социјални работи. Ќе се отпишуваат долгови за струја, парно, минуси на кредитни картички, пречекорување на трансакцијски сметки и потрошувачки кредити кои не се обезбедени со хипотеки, како и за радиодифузна такса. Долгот треба да биде неплатен подолго од една година и за него да е почната постапка за наплата. Граѓанинот треба да пополни основни податоци, име и презиме за себе и за брашниот другар и да пополни во формуларот за каков вид долг станува збор. Граѓанинот со себе треба да носи лична карта и лична карта на брашниот партнер. Тие ќе треба да потпишат изјава со која ќе дадат согласност на државните институции да можат по службена должност да ги набават сите други потребни документи од други надлежни државни институции. Отпишувањето на долговите се очекува да заврши до ноември, а се проценува дека ќе се опфатат од 50.000 до 100.000 граѓани, но точната бројка сепак ќе зависи од тоа колку лица ќе се пријават. Мерката за помош на најранливите категории на граѓани кои поради влошените финансиски услови и последиците од долготрајната европска и светска криза не можеле да ги платат обврските на време, беше едно од главните ветувања во изборната кампања на владата. Нова метода во македонската ортопедија, хируршки третман на рбетни деформитети. Нова метода хируршки третман на рбетни деформитети пред 2 дена за прв пат е применита на клиниката за ортопедски болести во Македонија. Направена е интервенција врз 15 годишна пациентка, кај која интраоперационо е извршена целосна корекција на деформитетот сколиоза и таа е во добра здравствена состојба. Интервенцијата ја извршил доктор од клиниката за ортопедија, кој бил на едукација во Турција во присуство на врвен ортопедски спинален хирург од Турција, кој работи во реномираниот центар за спинална хирургија во Истанбул. Министерот Тодоров посочи дека оваа метода е особено значајна за младата популација, бидејќи овозможува коригирање на деформитетите во најрана можна фаза, на возраст од 14 и 15 години. Доколку овие деформитети не се третираат соодветно, нагласи Тодоров, може да прогресираат и доведуваат до поголеми искривувања на рбетот или на телото во целост, со што сериозно се попречува работата на срцето и белите дробови, а се создава и притисок на рбетниот мозок и нервните корени, при тоа може да резултира и со инвалидитет. Момче се удави кај браната во Кумановско. Тигрите се уште го бараат телото. 18 годишно момче од скопското село Љуботен вчера попладнето околу 14 часот се удавило и исчезнало во водите на браната Горната Глажња која се наоѓа кај селото Домановце Кумановско, информираат од Министерството за внатрешни работи. Според полицијата 18 годишниот ЈО влегол да се капе во водата, при што се удавил, односно исчезнал во водите на Вештачкото езеро. Телото на момчето се уште не е пронајдено, а дното од браната и вчера и денеска го пребаруваат од специјалната единица за нуркање Тигар. Еве што ќе гледате во продолжение на вестите. Романија ја освои гран при наградата на интернационалниот фестивал Тралала. И за останатите музички настани во Битола по кратката пауза. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Дали ја користите услугата Мој термин? Секогаш задолжително, понекогаш, никогаш. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Во жешките летни вечери една од најдобрите занимации е да се гледаат филмови. Тера телевизија ги најавува своите филмски термини. Од понеделник до петок, вечерен филм на Тера на 10 минути пред полноќ.
Во сабота и недела, попладневен термин за филм во 18 часот. Филмска програма на Тера телевизија. Вие ја гледате Тера телевизија. Сега за најавените музички содржини. Владко Стефановски настапи во Хераклеја во рамките на Битфест. Владко Стефановски е еден од најголемите македонски музичари на сите времиња во рамките на прославата 40 години на сцена. Синоќа во Битола одржа концерт во амфитеатарот Хераклеја во рамките на фестивалот Битфест 2014. Битолската публика, но и оние кои дојдоа од други градови низ Македонија, уживаа во песните од сите 32 студиски албуми на Стефановски, вклучувајќи го и актуелниот Сеир. Стефановски не е прв пат на Битфест, а публиката повторно громогласно го награди со аплауз најголемиот македонски музичар. Овој македонски виртуоз секогаш прави концерти за паметење, така беше синоќа и на Хераклеја. Стефановски со својот бенд заедно со публиката ја испеа антологиската песна Чукни во дрво. По концертот во Битола Стефановски заедно со Мирослав Тадик ќе настапи и во Куршумлијан во Скопје. Значи, во овие 270 настани што ги имаме на Битфест, навистина има содржини за целата публика. Вечера имаме посебен, исклучителен настан и се разбира едно неверојатно, многу интересно, возбудливо доживување, затоа што во овој вечен град, на ова вечно место, Хераклеја Ликестис, го имавме нашиот најдобар музичар, значи најдобриот гитарист, светскиот гитарист Владко Стефановски. Значи тоа е навистина сето заедно вистинско доживување, незаборавно доживување. Јас сакам да му се заблагодарам затоа што Владко, покрај тоа што е исклучителен, има навистина голем број покани, по цел свет има концерти, но секогаш е љубезен и за Битола, навистина, со посебно задоволство настапува. Ни беше задоволство, јас сум сигурен дека за целата публика ова беше голем настан и се надам дека и буднина со Владко ќе направиме неколку важни настани, тој веќе целата година има испланирано, ама мислам дека желбите ќе ни се исполнат. Голема благодарност до Битфест, до градоначалникот, до сите во организацијата и голема благодарност до битолската публика која редовно ме дочекува и ме испраќа со голема, како да кажам, со големо гостопримство. На тоа сум многу благодарен. И ќе доаѓам не само овде, ќе доаѓам и во други простори. Знам за некои простори каде што би сакал да настапам. И ќе се обидам и вашите, како да кажам, вашите културни врски кои Битола ги има со некои други градови, да ги искористам. И Бело дугме со голем концерт во Битола. Синоќа на ракометното игралиште во Битола се одржа големиот и долго најавуван концерт на една од најпознатите рок групи во поранешна Југославија и денес, познатите Бело дугме. Воедно со овој концерт тие го прославија 40 годишното постоење на музичката сцена. Битолчани и сите други фанови што ги имаше од цела Македонија уживаа и заедно ги пееа најголемите хитови од Бело дугме, Диви јагоди, како и најголемите хитови на Ален Исламовик. Токму Исламовик, како нивни последен пејач, ги задржува сите права на сите нивни песни, а и песните кои тој некогаш како вокален солист ги пееше во групата Диви јагоди. Со еден збор битолчани ја имаа вистинската забава, многу музика и секако многу отпеани хитови. Драго ми е што повторно имам можност да работам со бендот, бидејќи живите свирки се едно посебно доживување. Šta
А во Битола синоќ ќе се одржи и гала концертот со најдобрите изведувачи на детскиот фестивал Тралала. Романија ја освои гран при наградата на 15-тото издание на интернационалниот фестивал. Ана Станчулеско од Романија ја освои гран при наградата на интернационалниот детски музички фестивал Тралала во Битола. Покрај гран при наградата 10-членото меѓународно жири за најдобрите изведувачи, синоќа на гала концертот во Центарот за култура во Битола додели прва, втора и трета награда во 3 возрастни категории. Специјални награди од директорот на фестивалот Блицки златен микрофон Јања Јашенко од Словенија се доделени на Ана Гаштарова од Македонија и Ники Миеда од Албанија. Битола од 13 до 16 август беше домакин на 15-тото издание на интернационалниот детски музички фестивал Тралала, на кој учествуваа 40 млади музички таленти од 16 држави во светот. Покрај учесниците од Македонија на фестивалот настапија деца солисти и делегации од Португалија, Русија, Малта, Ерменија, Украина, Словенија, Романија, Полска, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Бугарија, Србија, Албанија и Косово. Фестивалот Тралала е дел од Битолско културно лето Битфест со поддршка на општина Битола и градоначалникот на општина Битола Владимир Талески. Синоќа на гала вечерта на Тралала присуствуваше и Даниел Кајмаковски, а учесниците и гостите ги поздрави и митрополитот Петар. Пред се сакам да му заблагодарам на моето жири, кое толку долго и макотрпно работеше да ги додели наградите за најдобрите и најталентираните деца. Му честитам на сите учесници на овој фестивал и сите тие заслужуваат една голема гран при награда и еден голем аплауз. I congratulate all the contestants and I think they all deserve the Grand Prix prize. And let's do them with an applause. Толку за музичките случувања во рамките на Битфест, а сега светските вести. Македонски Спајдермен продава локомадес во Грција. И за светските случувања по кратката пауза. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел Свето денес, ритамот на градот, Спорт рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Протести против владата во Пакистан. Украинските сили презедоа полициска станица во Луганск. Украинските владени сили денеска презеле полициска станица во Луганск која била под контрола на проруските сепаратисти од април. Градот е опкружен со украински сили, изјави портпаролот на армијата Андриј Лушенко. Тој дополни дека нова воена опрема, вклучувајќи и 3 ракетни системи, се видени како пристигнуваат во Украина од Русија во изминатите 24 часа. Претходно украински официјални лица соопштија дека бунтовниците собориле украински борбен авион над Луганск. Тие рекоа дека пилотот кој успеал да го напушти авионот е спасен од украинските сили. Додека борбите продолжуваат, министрите за надворешни работи на Украина, Русија, Германија и Франција денеска попладне се среќаваат на разговори во Берлин за ситуацијата во Украина.
Курдските борци бележат напредок во борбите против джихадистите од Исламската држава за преземање на контролата над вештачката акумулација кај Мосул, соопштија денеска курдските воени извори. Станува збор за операција на курдските сили Пешмерга, подпомогнати од американското воено воздухопловство. Во нападите на американските авиони се уништени десетици воени возила и оклопни транспортери, што джихадистите им ги одзеле на војниците од ирачката армија за време на борбите во северен Ирак. Возилата и оклопните транспортери војската на САД и ги остави на новата ирачка армија при повлекувањето од Ирак. Организацијата Исламска држава се појави како една од сунитските исламистички групи кои војуваа на страна на сириските бунтовници во обидот за соборување од власт на председателот на Сирија Башар ал Асад, но откако зајакна се префрлија во Ирак и во брза офанзива, користејќи го слабиот отпор на ирачката војска, успеа да освојат голема територија во северен и западен Ирак и најавија формирање на исламски калифат. На оваа територија тие ги ликвидираа припадниците на сите несунитски верски заедници со масовни стрелања, екзекуции и со обезглавување на луѓето. Десетти илјади демонстранти излегоа на улиците во главниот град на Пакистан, Исламабад, барајќи оставка на премиерот Наваз Шариф. Опозицијскиот политичар Имран Кан рече дека демонстрациите ќе продолжат се додека Шариф не замине од функцијата. Кан тврди дека изборите во мај 2013 година на кои победи Шариф биле лажирани. Во меѓувреме имаше уште еден митинг во Исламабад предводен од свештеникот Тахирул Кадри, кој бара приведување на Шариф поради сомневање дека тој стои за убиствата на негови поддржувачи. Кадри даде 48 часовен ултиматум на владата да го прифати неговото барање и се закани дека нема да биде одговорен за било какви последици натаму. Официјална Анкара има намера многу внимателно да ги истражи наводите дека германското разузнување ја шпионирало Турција од 2009 година, пренесуваат турските медиуми, повикувајќи се на извори од владеачката партија. Сметаме дека тие материјални докази неопходно треба сериозно да се сватат, изјавил заменик председателот на владеачката партија на правдата и развојот Мехмет Али Шакин. При тоа Шакин инсистирал дека е неопходно со предпазливост да се разгледаат материјалите на германскиот весник, бидејќи станува збор за списание кое не е многу благонаклонето кон Турција и подготвува многу необјективни информации за партијата, особено за Реджеп Тајип Ердоган, досегашниот повеќе од децениски премиер кој минатата седмица беше избран за претседател на првите турски избори, на кои шефот на државата се избираше со непосредно гласање на избирачите. Важноста од поврзувањето на образованието со праксата, односно стопанството, е клучна ниска во раздвижувањето на системот и економијата, сметаат познавачите на приликите. Оливера Михајловска. Стратегијата за поврзување на образованието со стопанството е она што е неопходно за Македонија да изгради еден здрав, функционален систем, нешто што во овој момент е најважно за да закрепне економијата. Но треба да имате стопанство, треба да имате заинтересирано стопанство, да имате систем кој што ќе го мотивира стопанството да прибира кадри кои што ќе бидат во негов интерес и од кои што понатаму ќе можат да бидат таму вработувани и кои што ќе можат да бидат дел од тие системи. Во светот принципот е компаниите настојуваат да дојдат до најдобрите кадри, а тоа го прават преку вклучување во овој процес, вели Атанасовски. Денес, вели тој, сите теории на економијата се базираат врз принципот плати за ефикасност, а таа е поврзана со платата, со знаењето и со способноста, и затоа компаниите најдобрите кадри сакаат да ги приберат за себе. Во тој момент се јавува силна конкуренција меѓу компаниите. Се јавува една силна конкуренција која што е резултат на свеста дека денес човечкиот фактор е клучен фактор на развојот. Ако тој не е вклучен во тие процеси, тогаш резултатот од тие процеси не може да биде да значи ни ефикасност, ни ефективност. Знаејќи го тоа, и самата парадигма во економската наука е менета и од аспект не само на неокезијанскиот пристап, туку и од аспект на неолибералниот пристап, кој што тргнува од поединецот и потребата постојано тој да се едуцира, да се докажува и да најдобрите кадри одат во најдобрите компании за да тие растат и да бидат уште подобри од колку што се. Потребата од барањето и создавањето такви кадри, вели Атанасовски, е поврзано со самите компании и нивната свесност за потребата. Тука има кај нас еден проблем во наследството на претходниот систем. Еден систем кој што базираше на една друга методологија, друг начин на размислување, кај што не базираше на пазарна економија. И голем дел од проблемите во компаниите, спрема мене кои што се сега, се присутни заради нивната затвореност.
не отвореност кон новото, не барање на кадрите, не барање на најдобрите, а од друга страна па, не амбициозноста и не заинтересираноста, во некои случаи дури и летаргијата на младите, да самите се изборат за својата шанса. Тоа е нешто што во современоста го нема. Принципот на напредокот, додава проректорот Атанасовски, е динамиката. Тој ја создава и го движи системот напред. Ние одиме во таа насока, вели тој, но свеста и начинот на кој функционира системот мора да се реорганизира. За тоа биде систем кој што ќе значи едно самостојно движење во таа насока. И свесност дека тоа е единствениот начин за да компаниите бидат успешни. Да даваат високи плати, да бараат најдобри кадри, да ги наградуваат најдобрите, и така впрочем се случила менаџерската револуција. Менаџерската револуција ја појаснува со тоа што во 20 век компаниите не вработувале менаџери, туку блиски и пријатели, што не било функционално, и во момент кога не успеале да фатат чекор со конкуренцијата заради пребрзиот техничко-технолошки развој, се случила таа менаџерска револуција. Луѓето со такви можности потребно е да управуваат со процесите, потенцира Атанасовски. Се испитува кои хибриди пченка даваат најголеми приноси. Преку демонстративни опити на 10 нови хибриди пченка, Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието во Македонија испитува кои хибриди даваат најголеми приноси во услови на исти агротехнички мерки и исто поднебје. Преку ова земјоделците ќе имаат можност за зголемени приноси. За силажа тоа е хибридот АС-170, очекуваме принос од над 100 тони, додека за зрно од сите 9 хибриди поединечно очекуваме принос од над 12 тони по хектар. Агротехнички мерки кои што беа спроведени се основно есенско орање и обработка на површината, потоа пролетна обработка на површината, сеење, прихрана и 3 пати наводнување. Наједноставно што може да добијат полза земјоделците од овој демонстративен опит е тоа што на единица површина ќе имат зголемено производство на зрно или на силажа. Со тоа со овој начин производството на млеко мислам дека и сигурен сум дека ќе биде поевтино. Земјоделците веќе покажале голем интерес. На тој начин ќе имаме ефтина храна и поевтино производство на млеко. Мислам дека приносите очекуваме за ова година да бидат над 100 тони. Земјоделците велат дека со овие мерки очекуваат поголем принос за околу 30%. Со ваква примена на хибриди и ваков начин на агротехника очекуваме поголем принос, и тоа за 30%, што значи дека ќе добиеме поголем обем на добиточна храна за млекопроизводството. Вакви демонстративни опити се спроведени во сите регионални центри на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието во Македонија. Иако занаетите ја изоставија праксата да се пренесуваат од татко на син, денешницата ги доведе до истребување, но и денеска се наоѓа по некое хоби кој се пренесува од колено на колено, а истото може да биде и профитабилно. Оливера Михајловска. Во минатото честа пракса беше таткото наланар или којунџија, самарџија или ортомар да има чираци, ама наследник на занаетот е синот. И како времето тече, се менува. Ги нема занаетите од кои битолчани живееле или се богателе, се стекнувале со добро име чорбаџиско и слично. Денеска низ чаршијата едва ќе сретнете некој да прави опинци и влечки за подома и по некој шешир или паларија, но не е се така црно. И дома се прават работи ако имаш желба, и не само тоа, туку и нечии мали детски очи внимаваат на вас, ве следат во секое движење на раката и ви го крадат занаетот. Таква е и нашата денешна приказна од дедо на внук. Се предава хоби кој може да прерасне во бизнис. Мордаров фарба по занает. И се занимава со разни работи, беби хаусмастер во устителство по кафаните. Има искуство од сите занаети. Кој има слободно време се занимава со ваква работа, со скари. И внуко ме гледаше, му предаде занаето, са тој и прави овие работи. Кристијан има 12 години и е одличен ученик во основното Тодор Ангелески. Не дека се разликува од своите врсници, и тој игра на компјутер, фудбал со другарите, но дури и не спие, додека своето дело не го доведе до совршенство. Тој кај што живе има преку 50 направено шишина и секој ден ги гледав и нешто се будеше кај мене за да пробам да и јас да направам, и го прашав да ми направи дрвца вакви.
тој ми направи и си пробав. Прво во малечко шише, после пробав и во големо и успев. Овие сами се прават од обично железо, вака ќе го свиткам малку, после од дрвце и самиот алат после сето по себе сиди. Ова, како например, служи за стегање на дрвата, да бидат цврсти, ова за носење внатре во шишето. Па имам појки да и размислував за крст во скала, брод во скала, бојаджиска скала. За еден месец Христијан направил вакви 10 шишиња и дека ова може да биде и добар бизнис, покажува и продажбата на 2 шишиња на школскиот панаѓур каде за прв пат се представил. А сега е една занимливост. Македонски спајдермен продава локомадес на плажа во Грција. Сите оние кои биле на грчките плажи не можеле да не налетаат на продавачите на сладки крофни, останати зашекерени или со шербет прелиени производи, попознати како локомадес. Но знаете ли каквов чудо од невидување следува кога наместо обичниот локомадес продавач на плажата ќе го догледате спајдермен со тацна крофни во рака. Децата остануваат во прашалници збунети со подзината уста, а возрастните мислат дека се работи за скриена камера, пишува порталот Вистина МК. И можеби нема ништо толку чудно во оваа вест, доколку не знаете дека зад овој костим се крие еден македонец или поточно скопјанец. Наред е временската прогноза. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Довидување.